За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите божична мисирка. За подготовка на ова јадење за 8 лица потребни ви се следниве производи. Една мисирка од околу 4 кг, 150 грама суви сливи, 100 грама чадена сланина, 2 јаболки, 100 грама суво грозје, 250 грама суви кајсии, 1 пар колбаси, 150 грама суви смокви, 150 грама лупени и на листови сечкани бадеми, неколку ловарови листови, 1 пилешка коцка за супа, 50 мл шери, 200 грама варени костени, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 3,5 часа. Во тенџере со завриена вода на оган ја ставаме коцката да се вари супа. На даската за сечење колбасите ги сечкаме на кругови. Со алатке ги лупиме јаболките. Излупените јаболки ги сечкаме на кришки. Им ги отстрануваме семките. Парчињата јаболка ги ставаме во подлабок сад. Во садот наливаме вода за да не потемнат јаболките. Во друго тенџере наливаме вода. Го ставаме тенџерето на оган. Во тенџерето ги додаваме сувите сливи. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. Во тавата ги додаваме и сечканите колбаси. Промешуваме. Откако сливите ќе омекнат со лажица решетка, ги вадиме од тенџерето. Во истото тенџере ги ставаме смоквите. Тавата со испржените колбаси ја тргаме од оган. Ги вадиме колбасите од тавата и ги ставаме на чинија. Откако смоквите ќе омекнат, со лажица решетка ги вадиме од тенџерето. Во истото тенџере ги ставаме сувите кајсии. Откако и кајсиите ќе омекнат, ги вадиме од тенџерето. Во тенџерето го ставаме сувото грозје. Откако и тоа ќе омекне, го тргаме тенџерето од оган. Содржината од тенџерето ја истураме во цедалка. Го плакнеме сувото грозје со студена вода. Оставаме грозјето да се исцеди. На даската за сечење најпрво ги сечкаме кајсиите. Исечканите кајсии ги ставаме во поголем длабок сад. Во садот го додаваме сувото грозје. И црните сливи ги сечкаме. Исечканите сливи ги додаваме во садот. Потоа ги сечкаме смоквите. И смоквите ги додаваме во истиот сад. Сечкаме дел од јаболкото. Парчињата јаболко ги додаваме во садот. Во садот ги додаваме и парчињата пржени колбаси. Костените ги лупиме. Ги сечкаме на парчиња. И костените ги додаваме во садот. Зачинуваме со мелен црн пипер. Посолуваме. Додаваме масло за јадење. Се убаво промешуваме. Мисирката ја посолуваме и од внатрешната и од надворешната страна.
Потоа внатрешноста на мисирката ја полниме со содржината од длабокиот сад. Кожата од вратот на мисирката ја отсекуваме. Со кожата ја затвораме мисирката за да не испаѓа филот. Врз градите на полнетата мисирка скалесто редиме ленти сланина. Ја зацврстуваме полнетата мисирка со готварски конец. Ја ставаме мисирката во тава за печење. Ја попрскуваме мисирката со масло за јадење. Со црпалка ја преливаме со супата. Ја затвораме тавата со алуминиумска фолија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 2 часа на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Ја отстрануваме фолијата. Преостанатите кришки јаболка ги додаваме во тавата за печење. Во тавата го додаваме и преостанатиот фил. Ја преливаме мисирката со шери. Ја враќаме тавата во рерна. Печеме уште 30 на минути. Ја вадиме тавата од рерна. Го отстрануваме готварскиот конец. Ја вадиме полнетата мисирка од тавата и ја ставаме на чинија за сервирање. И овошјето го вадиме од тавата и го сервираме на чинијата. Мисирката ја преливаме со сосот во кој се печеше. Еден портокал го сечеме на половина. Потоа го сечеме на тенки полукругови. Со парчињата портокал ја декорираме чинијата. Во житината мисирка ја наросуваме со тенки парчиња лупени бадеми. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.